Животна средина и просторно планирање да ја образложи информацијата. Збор има министерот Абдилхаким Адеми. Повелете, министре. Ви благодарам, председателе. Почитувани пратеници. Најпрвин дозволите ми да ви изразам благодарност за вклучувањето и на пратениците и особено Собранието и Комисијата за транспорт и екологија во однос на оваа тема, која што минатиот период е актуелна тема, особено за изразениот интерес од страна на засегнатите странки за истиот проект. Според мене, како министер кој што раководи со овој ресор, добре дојдена е оваа расправа и ја поздравувам, но исто така треба да се истакне дека во Македонија полека се премислуваат и повеќе се интересираат во однос на темите за животната средина, споредено со минатото, и ова говори и за интересот искажан и од институциите и од страна на граѓаните во однос на третирање на истите теми. Најпрвин би сакал да ја информирам комисијата и членовите на комисијата дека Министерството за животна средина и просторно планирање не е носител на овој проект и имајќи го предвид фактот дека не сме носители, не можеме нити да дадеме опис на проектот, но и во информацијата што сме ја доставили и во однос на тоа што ќе говорам. Јас денес можам да зборувам само за постапките кои што нашето министерство ги следи и ќе ги следи, не само во однос на овој проект, туку за секој вид проект што се однесува на Република Македонија. Штом за темите за кои што говориме и проектот е лоциран или пак се наоѓа во границите на Националниот парк Маврово, нашето министерство посветува посебно внимание во осварувањето на истиот и особено на постапките кои што треба да се следат за остварувањето или нереализирање на овој проект. За сега проектот е во една идејна фаза и нашето министерство усвои одлука за потребата за изготвување на студијата за влијанието над животната средина и им го има определено и обемот на студијата, односно содржината што треба да ја има оваа студија. За сега инвеститорот се уште не доставил студија до министерството со цел ние да може да се произнесеме во однос на ефектите и влијанијата кои што евентуално може да ги има изградбата, односно осварувањето на еден ваков проект, но начелно сакам да информирам дека секаков вид на проект, особено со енергетски карактери, и тие кои што се градат на Националниот парк Маврово, освен другите критериуми, треба да ги исполнат и посебните критериуми со цел да не се изгубат вредностите за кои што е прогласен национален парк во тој период или пак има статус на заштитен парк на природата, и заради тоа велам дека и ние како министерство посветуваме посебно внимание. Во момент кога инвеститорот, компанијата Елем, ќе достави драфт верзија, односно нацрт верзија на студијата за ефектите над животната средина и социоекономската студија, министерството е обврзано во однос на содржината на истата студија да ги извести сите заинтересирани страни, значи институциите кои што се вклучени во овој проект, локалната самоуправа, локалните жители, невладините организации и соседните држави кои што се поврзани или пак
се засегнати со истиот проекти, во овој случај тоа се Грција и Албанија, и по 30-дневниот период од студијата Министерството е обврзано да изготви извештај за опфаќање на сите погоре спомнати забелишки и да носи одлука за при усвојување или одбивање на студијата, или да го извести изведувачот на студијата уште еднаш доколку има потреба да превземе дополнителни мерки. Значи, финалната одлука на Министерството за животна средина и просторно планирање ќе биде донесена врз основа на аргументи и студиите спроведени врз влијанијата на животната средина, но и врз основа на согласностите или забелишките кои што ќе ги примеме од јавноста, каде што ќе бидат опфатени сите засегнати страни. Од оваа позиција можам да им гарантирам на членовите на оваа комисија и сите други пратеници и јавноста дека постапките ќе бидат транспарентни. Сите ќе бидат вклучени на јавната расправа, сите ќе бидат вклучени во проектот на носење одлуки и уште еднаш оваа постапка ќе истакнам дека ќе биде транспарентна. Нема да дозволам за еден толку чувствителен проект да се создаде заблуда во јавноста, и ставот и на Министерството и воопшто на владата на Република Македонија е дека нема да се изгради ни еден објект кој што може да влијае негативно врз животната средина, здравјето на локалните жители и за соседните држави, бидејќи тоа воопшто не е цел на проектот, ниту пак е цел на владата и уште помалку на Министерството. Во јавноста нормално може да се случи да се појават информации во однос на тоа што има кажа на Министерството. Јас, како што реков, Министерството има донесена одлука со која што го обврзува инвеститорот да спроведе студија врз ефектот над животната средина и го има определено обемот на студијата, односно содржината на студијата. И тоа е документ кој што не го дозволува градењето на овој капацитет, но слободно може да се каже дека е одлука која што на еден начин го има обврзано и го има спречено градењето на овој објект без ниту една студија. Така треба да се третира и таква е постапката. Во истата одлука имале право на жалба сите засегнати страни и врз основа на институционалната меморија, односно архивата која што ја имаме, нема поднесени жалби во однос на истата одлука кога истата е усвоена. Но ова не значи дека засегнатите странки се исклучени од процесот на одлучување, бидејќи сега, во моментот кога ќе се достави студијата, каде што се вклучени влијанијата врз животната средина, засегнатите странки ќе бидат директно вклучени, бидејќи на ова не обврзува и законот, и тогаш ќе се земат во предвид сите факти, бидејќи на прва фаза не се дадени воопшто забелишки, при втората фаза ќе имаме во предвид секаква забелешка и мислење. Почитувани пратеници, тоа беше краткото што можев да го кажам како министер за животна средина и просторно планирање. Уште еднаш повторувам, не како носител на проектот, бидејќи тоа не е наш проект, туку Министерството кое што ги следи неколку постапки со цел да гарантираме дека истите ќе бидат транспарентни, и јас сум подготвен и при фазата откако ќе се достави студијата да се дискутира во однос на истиот проект во оваа комисија, да се представат сите факти пред вас во комисијата со цел и вие да бидете вклучени и информирани и да дадете ваши забелишки и да станете дел од оваа одлука која што ќе треба да биде заедничка одлука. Ви благодарам, председателе, ви благодарам за вниманието. Благодарам,
Министре, колеги, пратеници, отварам расправа. Кој ба разбор прв се пријави пратеникот Рејхан Дурмиши. Повелете, колега Реј. Благодарам. Му благодарам на министерот за информацијата која што беше побарана од наша страна, а истовремено е доставена реално во еден релативно краток период, што е тоа добро, иако треба да признаете, министре, иако вие не сте како министерство, како што се изјаснивте, директен носител на овој проект, сепак целата оваа бука и целата оваа фама околу овој проект настана затоа што вие како влада не успеавте да доставите навреме и доволно информации за тоа што всушност имате намера да правите. Дали е ЕЛЕМ директен носител на проектот? Дали е Министерството за животна средина инволвирано во овој проект? Министерството за економија исто така. Но истовремено треба да признаете дека овој проект или можната реализација на овој проект допринесе да има многу дилеми во македонската јавност, но исто така, а и сега вие потврдивте, да има уште поголеми дилеми и дури и пречки за реализација, затоа што и албанската страна, а сега ова е најново, вие што го кажавте, и грчката страна, тоест и Република Албанија и Република Грција треба да дадат, се надевам, и тие мислење, но дополнително јас би рекол и одобрување за реализација на овој проект. Искрено се надевам дека и Република Албанија и Република Грција нема да дадат позитивно мислење за овој проект и искрено се надевам дека овој проект никогаш нема да се реализира на територијата на Националниот парк Маврово. Вчера поставив пратеничко прашање и колешката. Буквално скоро месец дена има дебата во јавноста околу намерата на владата, би кажал, на Република Македонија преку Електрани на Македонија да реализира еден ваков проект. Главното објаснување на заменик председател на владата, господинот Пешевски, вчера беше дека главна или една од главните придобивки со реализација на овој проект ќе биде економски бенефиции за целата држава. И го прашав директно, кои се тие економски бенефиции, затоа што кружат најразлични информации, посебно од тој регионот кај што доаѓам јас, од Маврово, Ростуша и од Девар. Кои се тие бенефиции што ќе ги продуцира овој проект? Значи, неговиот одговор беше економски бенефиции во смисла на, ако се реализирал проектот и по тој основ ќе се намалела цената на електричната енергија. Ако е тоа залогот со реализација на овој проект, еве јас ќе ја насочам на другата страна. Ќе ја насочам на другата страна од државата целата работа. Мислам дека 8 или 9 тендери пропаѓаат за реализација на или за отпочнување со градба на Чебрен и Галиште. Две поголеми многу хидроцентрали од овој систем. Зошто владата на Република Македонија не отпочне со градба на овие хидроцентрали, за да може да овозможи поевтина електрична енергија за сите граѓани на Република Македонија? Или зошто го доведувате Националниот парк Маврово во ситуација да го изгуби статусот на национален парк и да извршете, не е ова лично, значи и да извршете комплетен екзодус и на населението, но и све што е застапено во Националниот парк. Јас би рекол вака, во нормална држава ваков проект воопшто ниту имаше потреба, ниту ќе се иницираше. Во Националниот парк да се планира, да се прави ваков екзодус на животната средина,
на природата, на биодиверзитетот, на флората и фауната, но и по населението кое живее на оваа територија е навистина загрижувачки и катастрофално. Вие доставивте информација каде што меѓу другото, некаде во последниот пасус, баш последната реченица, кажувате дека посебно исто така, значи Министерството побара и посебно мислење од јавната установа Национален парк по однос на овој проект. Значи вие во оваа информација која што ние имаме добиено, него имате доставено посебното мислење од Националниот парк, што е исто така битно. Понатаму ќе зборувам за тој момент, но истовремено кажавте, а и тука кажувате дека одлуката ќе биде донесена во согласност со позитивната законска регулатива и согласно резултатите кои ќе произлезат од студијата за влијанието врз животната средина, како и согласно јавното мислење. Еве ова од последново јас ќе почнам сега, господине министер. Ајде, не оваа недела, ајде за месец дена да се обидеме сите да им помогнеме на локалните самоуправи во општина Маврово, Ростуша и во Дебар да организираат референдум. Да организираат референдумско прашање по однос на ова. Просто и едноставно да ги прашаме дали сакате да се реализира проектот Луково поле во Националниот парк Маврово. Значи не треба да држиме дебати, работилници, јавни расправи, не знам, еден куп други работи. Значи доволно е само ова да ги прашаме и вие ќе го добиете сите како влада одговорот. Впрочем, не зборам на памет. Сите овие документи кои што доаѓаа кај нас, доаѓаа и кај вас. И како собрание, но и како вие како министерство. Вчера сакаше да се исполитизира дори и целиот процес и целото прашање, но јас не обрнувам премногу внимание на тој дел. Општина Дебар прва реагираше. Од заклучоци има на 28.6.2013 година, каде градоначалникот и општината, невладините организации, како и сите други граѓани на општина Дебар остро реагираат и се категорично против реализацијата на енергетскиот проект Луково поле. Еве ви јавно мислење. Ова е најјавно мислење. Вие бевте во Дебар исто така со господинот Сарачини. Предпоставувам дека го добивте истиот одговор. Во Маврово и Ростуше се собираат подписи, таму е инаква ситуацијата. Таму владее ВМРО ДПМН, па ги врбуваат луѓето да чутат, да молчат или не им ги даваат реалните информации. По овој проект се изјаснија сите можни релевантни фактори во државата, но и надвор од неа. Евронатур фондација, Ривервоч фондација, подпишана од 119 научници од целиот свет, донесе резолуција за Маврово. И тие се против браните. Вака викаат. Не само што овие проекти представуваат закана за определени видови живеалишта, кои Националниот парк им ги овозможува на многу загрозени видови, туку тие исто така ја нарушуваат идејата за национални паркови воопшто. Исто така проектите за браната го нарушуваат правото на Европската Унија, како што се директивите Природа 2000 и директивата за води. Знаете вие, господин министер, подобро од мене, дека во моментов Националниот парк е емералд подрачје. Тоа значи дека со влегување во Европската Унија ќе стане Натура 2000 подрачје. Што значи подрачје од најзаштитен вид. Не треба да правите студии за влијанието врз животната средина. Не треба. Ви кажувам. Затоа што самата идеја за изградба на овој хидросистем на 1620 метри надморска висина под планините на планината Кораб, каде што се наоѓа и највисокиот водопад во Република Македонија Пројфел. Вие се извинувам, тие што ќе го градат, Елем, ќе однесат механизација, тешка механизација, затоа што таму е планирано да се изградат 20 километри цевковод, затоа што е планирано да се изгради брана, како што кажувате, 71 метар висока.
Ќе се гради 4 години најмалку, 3,5-4 години. И ете ви го влијанието врз животната средина. Дали треба да се изградат патишта? Треба. Низ планините. Дали треба да се исечат дрвјата, сите таму што ќе пречат за да појдат овие машини горе? Треба. Во Националниот парк Маврово живеат над 50 видови на цицачи. Го знаете вие овој податок. 129 видови птици, 11 видови водоземци, од скупно 15 во Македонија. 24 видови влечуги, од скупно 32 во Македонија. И 924 видови без рбетници. Сега, кога ќе однесете таа механизација горе, ни птици ќе се видат, ни безарбетници ќе се види. Рисот го спомнувате, не се работи само за рисот, кој што е најзаштитен вид можеби во Националниот парк Маврово. Се работи за сите овие други појави кои што можат да дојдат до несакани последици. И на крај, во оваа информација која што јас ја поднесов, каде што најмалку се зборува и за луѓето, најголема опасност при реализација на овој проект е по населението кое живее во регионот река Дебар. Повеќе од 30.000 луѓе кои ги демне опасноста од згаснување на реката Радика и ненадоместливи штети кои ќе овозможат да настанат климатски, тектонски, социоекономски и многу други влијанија. И затоа целиот овој концепт, целата оваа идеја ви е погрешна. Како влада дебатирам. Во нормални држави вакви проекти не се прават во национални паркови. Бевте и во Тирана. Добро е тука да ни објасните што ви кажаа таму. Ја спомнавте сега Тирана, претпоставувам дека ќе треба да појдете и во Република Грција, па и таму да се објасните кои се придобивките и што всушност вие имате намера да правите со овој проект. Еве дополнително, ова е од денеска, 31.11, сега го имаше на Макфакс. Значи, во Тирана е поднесена интерпелација на министерот Дитмир Бушати, токму за Луково поле. Ова денес го има, господин министер, не знам дали го видовте. Така? Значи, таму нема доказ. Таму нема доказ дека албанската влада дала согласност за ваква работа. Ако вие сметате дека можете да ги прекршите сите меѓународни договори, конвенции, дека можете да си правите што сакате, па крајно и да го уништите и цел крај, тогаш тоа е ваше право. Но верувајте, има таму се уште живо население кој што ќе се спротистави крајно на сите овие негативни појави кои што има намера оваа влада да ги прави. Во делот на економскиот развој, тука ќе застанам затоа што коректно е да дадеме простори за другите да проговорат по ова многу чувствително прашање. Значи, кажувате дека целиот проект од прилика ќе биде 62 милиони евра. Ве уверувам, вас, премиерот, целата влада, дека не 62 милиони евра, 16 милиони евра владата да умее да ги вложи во овој регион ќе го направи мека на Балканот. 16 милиони евра. Затоа што знаете дека колку жолчно ние тука се бориме и дебатираме за регионот река Дебар, патот се уште не го имате направено како влада и претходните и ова. Дополнително, ако овие пари, 16 милиони, што јас хипотетички сега ги кажувам, се вложат и во сите оние можности кои што ги нуди паркот, тогаш ќе имате многу позасилен економски раст од овој што вие или што Пешески вчера се обиде да ми го објасни, дека ако се изгради Луково поле, тоест ако после тоа другите хидроцентрали проработат, мавровските хидроцентрали, и ќе се зголемел севкупниот економски раст во државата. Тоа се.
како да кажем, приказни за мали деца. Јас ја кажав вчера главната поента на овој проект, ќе ја повторам и денес. А уствари, ништо и не измислувам. Тоа го пишува во памфлетот, во инфо памфлетот кој што го издава Елем. Воден потенцијал. Со зафаќање на новите 70 милиони и 300 метри кубни вода годишно, се обезбедуваат низа придобивки за целата Република, почнувајќи од постабилен биолошки минимум на реката Вардар, како и низа други придобивки од карактер на енергетско искористување на ново планираните електрани на река Вардар. Од нејзиниот извор па се до Гевгелија, како и користење на водите за индустријски потреби. Ова го пишува Елем забраната Луково поле. Значи, главната поента е да ги соберете сите води од Корапското сливно подрачје, да ги наместите на едно место, да ги пуштете во постојните електрани во Мавровскиот дел, а ако остане за овој дел надолу за Радика, тогаш нема проблем. И објаснувањето ќе биде вакво. Оваа година реката се намали водниот потенцијал на Радика, и па се намали суше. Нема горе, нема врнежи, немаше снег оваа година, суше. Значи, не смееме ниту вие, ниту ние да дозволиме да бидеме заложници на еден вентил после тоа. Затоа што кога ќе ги соберете сите води на едно место, тогаш целата оваа популација и луѓето, но и сите жители на паркот ќе зависат од волјата на еден вентил, тоест на некој што ќе биде таму до вентилот. Затоа населението во регионот Маврово, Ростуше и Дебар е против овој проект и ќе биде и понатаму против овој проект, а вас ве упатувам, ве насочувам да си ја погледнете добро стратегијата за енергетика на Република Македонија и да се лоцирате на други региони во делот на искористување на хидропотенцијалот. Благодарам. Благодарам, колега Рехан. Мисле, дали би сакале да се дообјасните или реплика барате? За дообјаснување во однос на говорот на пратеникот Ријан Дермиши, министерот има збор, повелете. Ви благодарам, председателе, подсетувам пратеник. Како што вие сте вознемирени, исто и жителите во Река и Девар, на исто така сериозен се третира ова вознемиреност од страна на Министерството, која што јас ја представувам, и токму ова е надлежност на Министерството, значи при секоја реализација на секаков вид на проект, да се спроведе студија врз ефектот над животната средина и доколку со студијата се заклучи и констатира дека реализацијата на било каков проект, особено оваков проект, се негативни над животната средина, над биодиверзитетот, над екосистемот, водите и така натаму, сигурно дека истиот нема да се реализира. Сакам да објаснам во однос на прашањето за одлуката, кога ќе се усвои одлуката дали да се изгради или не знам, бидејќи не може на прва фаза, кога секаков вид инвеститор, во овој случај Елем, доставува до Министерството писмо дека има за цел да изгради еден ваков капацитет и Министерството го обврзува да изготви студија, исто така го обврзува да представи кој е обемот на студијата. На таа фаза веќе не може да му се каже да прекине со проектот, односно да не развие проект, но кога ќе се прими студијата, тогаш може да се усвои одлуката. Заради тоа и нашата посева во Дебар, Маврово и во Тирана, со цел да ги информираме изворно сите засегнати страни, ја има токму оваа цел. Значи на фазата кога ќе биде готова и студијата
за животната средина на таа фаза ќе бидат вклучени сите во јавната расправа, во разгледувањето на таа студија, за давање на конкретни забелешки и укажувања, Министерството ќе ги има во предвид сите мислења дадени од јавноста, особено тие кои што се засегнати од проектот, и одлучувањето ќе биде заеднички процес. Јас реков дека сум подготвен доколку вие побарате оваа студија кога ќе се достави до Министерството, да го споделиме со вас како пратеници, членови на комисијата и особено пратениците од тој регион, социјалистите да бидат информирани, да бидат право и простор да дадат своји забелешки и да станат дел од процесот на одлучување, какво и да е одлучувањето, позитивно или негативно, бидејќи за еден ваков проект процесот треба да биде сеопфатлив. Можам да ви гарантирам и да ве осигурувам дека во процесот на одлучување ќе бидат вклучени сите, бидејќи ова не е одлука која што може да се донесе од еден човек, од само една институција, било тоа да е и само една влада. Значи тука треба да бидат вклучени сите засегнати страни и така ќе се направи. Поради тоа што вие го рековте во однос на стратегиите за енергетика и друг вид стратегии, може да бидат предвидени многу проекти за остварување во секаков вид на стратегија, но дали ќе се реализираат или не, сегаш за тоа одлучува студијата и во повеќето случаи, особено од аспект на економичноста, се спроведуваат студии за животната средина и секогаш основ за секаков проект е студијата за ефектот на животната средина и така ќе се постапува и во однос на овој проект. Значи, велам, и за вас и за жителите од Маврово да истакнам дека тој процес на одлучување ќе биде транспарентен и ќе се земат во предвид сите забелешки од сите засегнати странки, особено кога ќе се спроведе студијата, ќе има уште едно изнесување од нивна страна. Благодарам, министре. Повелете, Рехан. Пак ништо лично, господин министер. Значи, луѓето не им веруваат на студиите. Ние можеме да се трудиме овдека да се објаснуваме че има ваква студија, че има таква студија. Значи, за една иста работа може да има 3, 5 или 10 различни мислења. Така е. Тоа е факт. Тоа е постапка. Еве сега само еден момент да ви доловам. Значи, за Националниот парк Маврово изработена е студија за валоризација и ревалоризација на заштитеното подрачје, така, 2011 година ми се чини некаде. И после тоа, врз основа на таа студија е изработен план за управување со заштитено подрачје. Тоа подразбира дека сега треба да се направи третиот документ, тоест да се направи повторно репрогласување на заштитено подрачје. Така? Така. Значи, факт е, тоа се непобитни факти. Во Законот за заштита на природата има 4 зони на заштита, така? Зона за строга заштита, зона за активно управување, зона за одржливо користење и заштитен појас. Во овие студии што ги спомнав, тоест во оваа студија за валоризација и ревалоризација, не знам од кои чудни причини. Не знам од кои. Значи, не сум стручњак во тој дел. И локацијата Луково поле, сега кај што треба да се гради браната, и локацијата Бошков мост, каде што треба да се гради другата брана за таа хидроцентрала, од зона за строга заштита, со новиот менеджмент план или со новата студија се направени или се прогласени да бидат зона за одржливо користење. Само за јавноста, зона на одржливо користење представува значителен дел од заштитено подрачје кој не поседува високи вредности за заштита, каде што се наоѓаат инфраструктурни објекти, објекти на културно наследство, типови на шумски насади кои што не се карактеристични за подрачјето, како и населени места со околно земјоделско земјиште. Но,
подрачјето на Луково поле, според повеќе експертски анализи, поседува високи вредности на заштита. Значи, таму има значителни видови на безработници, птици, растенија, на него не се наоѓаат инфраструктурни објекти и на територијата нема населени места со локално земјоделско земјиште. Напротив, се работи за недопрена природа. Ова со примерот на нашите студии во Република Македонија, затоа викам дека не може ние да им веруваме на студиите. Благодарам. Повелете, министре. Само да го информирам пратеникот дека Министерството се уште не дала согласност за управување со Националниот парк.